Да ги погледнеме најавите за денешните настани. СВР Охрид со посебен оперативен план ќе се грижи за безбедноста на граѓаните и туристите за време на празниците. Од Дирекцијата за заштита и спасување апелираат до угостителите да ги почитуваат правилата за противпожарна заштита и максимален број на гости. За одржлив туризам на Охрид му е неопходна долгорочна стратегија, инфраструктура, стручен кадар и правилна распределба на субвенциите. Утре градските советници ќе одлучуваат за буџетот на општина Охрид за 2026. По 2 години повторно прослава за Божик во Витлеем на окупираниот Западен брег. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со повремени сончеви периоди. Дуваше слаб ветар од северен правец. Утринската температура од 2 степени, а максималната дневна се искачи до 7 степен. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со сончеви периоди со минимална температура од 2 степени, а максималната дневна до 6 степени Целзиусови. Ке дува слаб до умерен ветер од северен правец. Во деновите од викендот, особено во првите денови од следната седмица, утрата ќе бидат ведри и студени со утринска температура која насекаде ќе биде под нулата. Во деновите од викендот ќе дува засилен до силен северен ветар, локално со над 60 км на час, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Со посебен оперативен план, Охридската полиција ќе се грижи за безбедноста на охриѓани, но и големиот број туристи за време на новогодишните празници. На терен ќе делуваат координирани тимови од сите надлежни институции, со цел секој да може безбедно да ги прослави празниците. Во пресрет на новогодишните празници, Охрид ќе биде под засилено полициско обезбедување. Голем број полициски службеници од градот, но и на припомош колеги од други градови ќе се грижат за безбедноста на охриѓани и големиот број туристи кои се очекуваат. Патрули ќе има низ најфреквентните делови на градот, особено во централното подрачје, но и пред угостителските објекти и ресторани, каде што ќе се организираат празничните прослави. Она што е главна цел на овој план е дека треба да остане стабилен јавниот ред и мир за време на новогодишните празници. Контактите исто така се остварени и со приватните агенции за обезбедување, а се планирани позачестени контроли и со собствениците на угостителските објекти. Целта е заеднички да се придонесе новогодишните празници да поминат во безпрекорен јавен ред и мир, да нема нарушување на јавниот ред и мир, имотните деликти да бидат сведени на можен минимум или да бидат целосно елиминирани. Полицијата предупредува празниците се време за радост, но и време кога треба да се внимава. Возачите да бидат особено внимателни, да ги почитуваат сообраќајните правила и да не седнуваат зад воланот под дејство на алкохол, да не ја загрозуваат својата и безбедноста на другите. И во делот на сообраќајот, контролите ќе бидат интензивни на сите сообраќајници на приодот до Охрид, во градот на сите крстосници, посебно оние што се пофреквентни, и контролните активности ќе бидат насочени пред се кон оние луѓе кои што, односно возачи кои што користат алкохол, ќе бидат затекнати како користат алкохол во текот на управувањето на моторните возила и се разбира ќе бидат веднаш санкционирани и исклучени од сообраќај. Граѓаните се повикуваат да ги почитуваат и правилата за јавен ред и мир, да се однесуваат одговорно и да пријавуваат било какви инциденти. За да се обезбеди мир и сигурност на терен ќе делуваат координирани тимови од сите надлежни институции со цел секој да може безбедно да ја прослави новата година. Од Дирекцијата за заштита и спасување со апел до собствениците на угостителските објекти и организаторите на предновогодишни и новогодишни прослави за почитување на прописите за заштита од пожари и други опасности. Во пресрет на предстојните празници, кога традиционално се организираат предновогодишни и новогодишни прослави, забави и јавни собири во угостителските објекти, Дирекцијата за заштита и спасување апелира до собствениците и до организаторите да постапуваат одговорно и целосно да ги почитуваат прописите за заштита од пожари и за безбедност на посетителите, а секако и за брза евакуација и при други итни случаи на загрозеност на животот и здравието на граѓаните и при други опасности. Со цел заштита на животот и здравието на граѓаните, Дирекцијата посочува дека е задолжително целосно да се почитува максимално дозволениот број посетители на организираните настани, согласно капацитетот и важечките прописи, објектите да бидат соодветно обезбедени со исправна противпожарна опрема, која што е неопходно непречено да биде достапна и редовно одржувана, коридорите, излезите и патиштата за евакуација да бидат постојано чисти, проодни и без пречки, излезните врати за евакуација да бидат отклучени и функционални за непречено напуштање на објектите во случај на пожар или друга опасност, да се почитува забраната за користење на пиротехнички средства и да не се користи отворен пламен во затворени простори или други потенцијално опасни материи спротивно на законските прописи. Персоналот да биде информиран и подготвен за постапување во случај на итна состојба. Почитувањето на овие превентивни безбедносни мерки не е само законска обврска, туку е и морална одговорност на секој собственик на угостителски објект и организатор на масовни настани кон неговите гости и вработени, потенцираат од Дирекцијата за заштита и спасување. Христијанските верници кои се водат според Грегоријанскиот календар денеска го прославуваат големиот празник Божиќ, раѓањето на Исус Христос.
Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков упати честитка до своите сограѓани и до сите христијани кои денеска го слават Божик. За време на Божик во молитвите да ги отвориме нашите срца уште еднаш да ја примат радосната вест и во духот на мирот и заедништвото, да се радуваме на љубовта со која Бог сите нас не благослови. Ова е ден за семејството, за љубов, за мир во душата, да се обидеме да ја зачуваме божикната магија во текот на целата година, за да бидеме подобри, да сакаме посилно и да правиме по едно мало чудо секој ден. Среќен Божик, се вели во честитката на градоначалникот Кирил Пецаков по повод католички Божик. На градскиот плоштад во Охрид е поставена Бадниковата пештера, символ на Витлеемската пештера во која се роди Исус Христос. На украсната пештера и се восхитуваат охриѓани и туристите и представува прекрасно надополнување на божичната атмосфера во градот. Со овој празничен украс градот влегува во завршната фаза од подготовките за одбележување на Божик Христовото раѓање. Прекрасната пештера ја изработија вредните раце на монахињите од манастирот Свети Ѓорѓи Победоносец од Рајчица. Пештерата со димензија од 2,5 метри широчина и 3 метри височина е направена од различни природни материјали, уникатно украсена и збогатена со иконата на Рождеството Христово и со канделце. Поставувањето на Бадниковата пештера и дава посебна празнична атмосфера на централната градска локација, каде на 6 јануари ќе се одржи манифестацијата Бадникови поворки, односно ќе бидат дарувани дечињата кои ќе учествуваат во годинешната поворка и со пеење на православни црковни песни ќе го најават раѓањето на Исус Христос. Одржливиот развој на туризмот во Охрид бара подобрување на инфраструктурата, стручен кадар и правилна распределба на субвенциите. Експертите предупредуваат дека без долгорочна државна стратегија, вложените средства може да не донесат очекуван резултат. Подобрување на инфраструктурата, избегнување на масовниот туризам, обезбедување на стручен кадар се мал дел од предизвиците со кои се соочува туристичката индустрија денес. Експертите велат потребна е долгорочна и детална стратегија, со внимателно планирање и стратегиска распределба на субвенциите и поддршката. Охрид може да ги искористи потенцијалите на туристичката индустрија и да обезбеди ефективна и долгорочна корист и за државата и за локалната заедница. Пред помош треба да имате стратегија. Во стратегијата треба да видите кои ви се вашите слаби точки, кои се добрите точки. Во таквите слаби точки треба да почнете да ги решавате и да видите што е она што во таа машина заостанува и да едноставно интервенирате во тие делови. Генерално сите сакаат субвенции, меѓутоа тие треба на крајот на денот да пресметате она што сте го вложили како држава, дали донесло резултати или сте ги потрошиле парите, а тие се пари на доморочните врзници. Без системско планирање, субвенциите често не ги постигнуваат своите цели. Потребно е да се дефинира кои институции, организации или поединци треба да добијат поддршка, во кој обем и каде да се лоцираат средствата. Доколку се користат без стратегија, тие ќе изгубат својата вредност и нема да ги дадат посакуваните резултати, велат експертите. Значи треба еден ден да се пресмета колку субвенциите се да речам, и во кој период, затоа што ви имате еден период во кој што се тие многу делотворни и после наеднаш на линијата стои права. Значи, или нешто ќе смените, или тие веќе го немате ефектот кој што почетно сте го имали. Значи, кога управувате со еден систем, мора секогаш да пратите како функционира. Значи, затоа викам, државна стратегија мора да се направи, за да лоцираме средства во елементите на системот на кој што му е потребна таа помош. Колку повеќе во тие непосредни чинители вложуваме, толку подобро. Според туризмолозите, со јасна стратегија ќе се подобри квалитетот во сите сегменти, почнувајќи од подобра инфраструктура преку сместување до транспорт и услуги. Утре со почеток во 9 часот Советот на општина Охрид ќе ја одржи 5-тата седница. На дневен ред се 82 точки, меѓу кои усвојување на буџетот на општина Охрид за 2026 година. Пред советниците ќе се најдат и предлог програмите за работа на јавните предпријатија во предстојната година, одлука за поставување урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на закупнина за 2026 година во општина Охрид. На дневен ред на утрешната седница се и одлуката за спроведување мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги.
продолжување на работното време на угостителските објекти, одржување на јавната чистота и паркови и зеленило на територијата на град Охрид, утврдување предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општините Охрид, Битола и Ресен, како и дополнување на одлуката за организирање на режимот на сообраќај на дел од територијата на општина Охрид. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.